Ви благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Злоупотребата на парите од страна на власта на СДС и ДУИ нема граници. Новиот оглас на Фондот за иновации, чиј буџет изнесува $60,000, предвидува дека имаат право да аплицираат само оние правни или физички лица кои се во добра состојба со властите во Македонија. Фондот за иновации, наместо да објаснува дали некој погрешно ги толкува скандалозните услови, треба да знаат дека услови за аплицирање не се предмет на толкување на еден или друг начин, туку станува збор за јасни и недвосмислени критериуми наведени во оглас. А критериумот добра состојба со властите значи само едно – подобни се само нивните. Иако јавноста знае дека оваа институција изминативе 7 години власт на СДС и ДУИ е бројна со скандали, и иако беше јавна тајна дека овој критериум е задолжителен за добивање на грантови или тендери, официјалното маркирање на истото во јавен оглас е недозволиво кршење на законите и уставот, кои како принцип го застапуваат еднаквиот третман на сите при постапки за проекти финансирани од државата. Подобни се само оние кои се во блиски односи со властите е крајно дискриминаторска дефиниција. Истата представува сериозна загриженост од причина што дел од средствата на проектот се обезбедени преку меѓународните организации на нашите стратешки партнери. Власта на Ковачевски и Ахмети, која сама себе се нарекува проевропска влада, на дело покажува дека тоа им е само маска зад која се спремни да ги злоупотребуваат не само нашите, туку и тугите средства. Почитувани, за овој проект, од вкупниот буџет кој изнесува $60,000, $40,000 ги обезбедува фондот, додека $20,000 се обезбедени преку странска организација. Ова е уште една потврда дека власта на СДС и ДУИ е спремна да ги злоупотребува и тугите финансиски средства кои што се доденали за развој и унапредување, без притоа да имаат грижа и за реномето на државата пред истите тие меѓународни организации. Затоа и денес ги поставуваме истите прашања. Кој е документот со кој апликантите ќе треба да покажат дека се во добра состојба со властите? Кој ќе ја прави евалуацијата и врз основа на кои критериуми ќе се утврдува дали е исполнет овој услов? Молкот на директорот Фестим Халили нема да придонесе да престанеме да бараме одговори, но из истото да постои одговорност. Ви благодарам. Во продолжение ќе ми дозволите да прочитам и да одговорам на прашање кое што пристигна до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Дали имате коментар за најавата на опозицијските партнери на албанците дека ќе го напуштат собранието доколку до 31 декември не го изберат членот на ДИК кој што е предложен од нивната коалиција? Ве молам за ваш став. Што се однесува до изборот на членови на Државната изборна комисија, кои мора да дојдат од страна на опозицијата, навистина е нечешно што овој проблем се проблематизира, како и овој процес и тоа што по закон и следува на опозицијата не и се овозможува. Тоа е и еден индикатор за тоа дека власта не смета да води фер изборен процес. И во тој контекст, доколку не се промени однесувањето на власта, се губи и поентата од присуство на останатите членови на опозицијата во ДИК. Не планираме да бидеме само декор во една изборна комисија која е октруирана од власта. На потек е владеачката гарнитура да го реши овој проблем. Дека не се планира фер изборен процес, говорат и над 50 активни огласи на државни институции и вработување на над 500 луѓе во пресрет на изборите. Власта ќе ги врши овие масовни нерегуларности само за да го намали изборниот процес. Но, на потек се и меѓународните фактори кои мора да реагираат на овие отстапувања и кршења на процедурите и изборниот процес. Ви благодарам.